Мицкоски седнува на маса со лидерите на Вреди за да ги договори смените во неговиот кабинет предизвикани од резултатите на локалните избори. Консултациите се веќе почнати, а се очекува да се интензивираат вечерва или утре. Јас сум убеден дека во следните денови ќе биде постигнат договор кој што ќе биде насочен пред се кон зголемена ефикасност на владата. Една работа што постојано и премиерот, мислам, пред некој ден ја нагласи, но дозволете ми јас да го повторам, дека не се работи за бројот на местата на коалициониот партнер. Се работи за прашањето за капацитетот на поединците, нивното знаење, нивното искуство и како тие ќе придонесат кон институциите што посакуваат да ги предводат. Помалку да се фокусираме на квантитет, а повеќе да се фокусираме на квалитет. Тоа треба да биде и приоритетот на сите коалициони партнери во владата. Оваа порака стигна само ден откако вице-премиерот Фетај обзнани дека Вреди не отстапува од тоа двете владени функции што ги напушти Меджити, вице-премиер и министер за животна средина, да бидат и пополнети со двајца нови министри. И тоа Беким Сали веќе отворено е нов предлог за вице-премиер, а ново име Вреди најавува за животна средина. Ова не е нов став на албанскиот партнер, од Вреди веднаш по изборите брифираа дека бараат 2 места, но тогаш Мицкоски како премиер го одби ваквото барање. Се празни и Министерството за политички систем, бидејќи Иван Стојлковиќ стана советник во Куманово. Испразнетите места веројатно нема да бидат единствените промени во владата што ќе се договараат на овие состаноци. И самиот Мицкоски најави дека ќе има смени на оние министри што според него не работеле доволно. Засега се шпекулира дека сменети би биле министерот за економија и труд од Вреди, Дурмиши, министерот за правда од Знам, Филков и министерот за земјоделство од ВМРО ДПМН, Трипуновски. Иако првично се споменуваа можни трансфери во ресорите на образование, здравство, внатрешни и одбрана, засега владеачките партнери негираат дека во овие министерства би имало некакви смени. Во владата сега има 15 министри од ВМРО ДПМН, 6 од Вреди и 2 од Знам. Катерина Нешкова, Сител телевизија.